Топлотен бран со пеколни температури до 40 степени најавуваат метеоролозите за во наредните неколку денови. Македонија влегува во портокаловата предупредувачка фаза. Докторите апелираат до граѓаните максимално да се заштитат со цел да ги избегнат последиците како што се топлотен удар, сончаница или дигестивни проблеми. Тие советуваат да се внимава на внесувањето течности и да се консумира полесна храна. И ова лето најтешко четиво е билтенот на МВР, во кој доминираат бројни информации за сообраќајни несреќи со смртни последици и за голем број повредени. Познавачите предупредуваат дека најголемиот број на сообраќајни незгоди со тешки последици се случуваат од јуни до август, особено за викендите. Забелешките се од типот дека во краток временски период се случија многу сообраќајни несреќи. Последната несреќа или сообраќајна незгода беше повреден работник на предпријатието Македонија Пат, кој што учествуваше во оние редовни активности на предпријатието, чистење околу коловозната лента. Меѓутоа, сведочиме и на други или огромен број на сообраќајни несреќи кои се случија. Според сообраќајниот инженер Митревски, патиштата во Македонија не се безбедни, ниту пак на сите патни правци има соодветна сигнализација и заштита. Тој бара институциите посериозно да постапуваат со патната инфраструктура во земјава. Години наназад бележиме неажурност од јавните предпријатија, конкретно за Скопје може да кажеме дека од јавното предпријатие улици и патишта, кое што се грижи за обележување на патната инфраструктура и можеме да забележиме, ви од прилогот што го правиме зад нас, дека одредени пешачки премини недоволно се обележани и тоа може да доведе до сообраќајни несреќи. Понатаму би можеле да обратат внимание на оние места кај што се поставени сообраќајните знаци, бидејќи сообраќајните знаци често се покриваат во овој период од крошните на дрвјата и би можело да допринесат за некоја сообраќајна несреќа. Според последните извештаи, за 3 години има околу 120 жртви во сообраќајни несреќи, а за една година изречени се над 250.000 казни. Од жртвите, 2 до 4 деца годишно го губат животот во сообраќајни незгоди, покажува статистиката, а македонските патишта се со оцена 3 од 5 според европските стандарди, велат експертите. Тие нагласуваат дека до 2030 година мора да се завршат автопатите, но и да се подобрат состојбите на сите патишта каде има црни точки. Од почетокот на годинава, на експресниот пат Штип-Кочани се случија неколку сообраќајни несреќи во кои животите ги загубија вкупно 5 лица, а страшна несреќа се случи во Скопско Влае, а епилогот беше преполовен автомобил и 3 повредени.